Велес? Денес реализираме една работилница, односно две работилници за ментално здравје во насока на проектот кој Europe House го спроведува со младите и со средношколците, така да ние денес сме тука од Центарот за развој, едукација и советување Маша Марија како психолози и психотерапевти да зборуваме многу пошироко за менталното здравје, односно да развиеме свесност кај средношколците, кај младите, колку е важно да се грижиме за менталното здравје и какви се начини може да постојат ние навистина да се погрижиме за менталното здравје, односно младите да се погрижат во период кога навистина се соочени со сериозни предизвици, а од друга страна нели да ги спознаат оние моменти каде е нарушено нивното ментално здравје или дали е нарушено менталното здравје и како можат да излезат од сето тоа со разни техники. Како ли досега работата со младите велешани? Со младите велешани во моментов се среќавам по втор пат. Ова е момент кога имаме така поширока и подлабока средба во однос на работилница како ментално здравје. Од друга страна, ние соработуваме и во еден друг дел со средношколците, каде што работиме на ментален тренинг на спортисти и имаме и други индивидуални случаи каде што работиме на предизвици со кои се соочуваат одредени млади од Велес. Најчесто тоа се од основно образование и од средно образование, нормално во соработка со нивните родители и нивните наставници. Каков е фидбекот досега на работилницата? Дали се активни средношколците? Да, дефинитивно активни, тоа е многу важно за да имаме ефект во работилниците и во целта или на целиот овој проект за ментално здравје, затоа што сепак се работи за нив и токму нивната активност, нивната дискусија, нивната вклученост, што значи за нив ментално здравје, односно како тие се соочуваат, кои се нивните предизвици, е многу важно за да го разберат целиот концепт на ментално здравје и зошто сето тоа е многу важно. Така да одлично е досега, работилниците се работат доста позитивно, заеднички во групи, имаме постојано дискусија и се вклучуваат во секоја една активност. Ви благодарам.